Почитувани, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Во општина Виница се одржа втората летна археолошка школа. Учествуваа 8 студенти од прва до трета година на Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофскиот факултет Скопје. Локалниот археолошки и историски музеј Теракота од Виница беше домаќин и организатор на втората летна археолошка школа. Таа се одржа на локалитетот Градиште 2 кај селото Виничка Кршла. На 10-дневната школа учествуваа 8 студенти од прва до трета година на Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Основна цел на проектот беше студентите да се воведат во археолошките истражувања и да се запознаат со основните принципи и методи на теренско и кабинетско работење. При тоа се работеше на проширување и доистражување на отворените сонди од првата летна школа, што се одржа пред 2 години. Тогаш беше откриена една складишна просторија од железното доба. Исто така, учесниците на оваа школа беа ангажирани на заокружување на целината од светиот простор на населбата, каде веќе се откриени простории за спалување и олтар од истиот временски период. Покрај теренските активности, студентите имаа и теоретски предавања за Виничкиот регион од професорите на катедрата за археологија Маријан Јованов, Антонио Јакимовски, Ирена Теодора Весевска и Бошко Ангеловски. Практичниот дел и работата на локалитетот го водеа стручни соработници Кирил Денковски, Антонио Стојановски, кустос Златко Костадинов, вишиот кустос Благица Стојанова и раководителот на проектот Јовица Илиев. Летната археолошка школа е финансирана од Министерството за култура како проект од национален интерес во културата за 2024 година. Таа беше поддржана и од општина Виница, музеот Теракота, како и од локални компании. Во основното училиште Никола Карев се реконструираат санитарните јазли со проект на Министерството за образование и наука. Истовремено се работи и на други проекти во текот на летниот период. Во основното училиште Никола Карев во тек е реконструкција на санитарните јазли, проект добиен преку Министерството за образование и наука, а финансиски поддржан од Светска банка. Предвидено е тоалетите да бидат прилагодени и за децата со физички пречки во развојот. Директорот Александар Андов истакна дека со засилена динамика се работи на многу проекти во училиштето, со цел учениците и кадровскиот тим од учебната 2024-2025 година да имаат подобри услови за учење и работење. Подолго време баравме да се санираат санитарните јазли, иако пред 2-3 години нек дел од санитарните јазли веќе се санирани, остатокот да го дозавршиме и да го средиме. Го добивме тој проект, еве веќе активно се работи на реновирање и санација на санитарните јазли. Завршниот рок би требало да биде негде до предпочување на учебната година, некаде до 20 август би требало да биде завршена целата работна активност. Проект со кој се надевам дека ќе возможиме подобра хигиена, подобри услови на самите ученици и наставници во нашето училиште. Од наесен учениците ќе имаат и нов кабинет по информатика. Во просторијата поставени се нови компјутери, табла за роботика, а обновени и подот на училницата. Средствата беа обезбедени од Erasmus Plus програмата која што ја завршивме успешно пред неколку месеци. Средствата ни ги одобрија од нашиот партнер од Хрватска и со тие средства купивме комплетно нови компјутери, опремивме нови табли, го саниравме целиот под во самото училница, ги опремивме прозорците и така да мислам дека цел кабинет едноставно е реконструиран после повеќе од 12 години во самото училиште. Проект со кој се гордеем и мислам дека ќе биде од до полза на самите ученици, бидејќи знаеме дека вештачката интелигенција моментално зазема големо место во науката. Исто така, сега проект кој што го работиме средување на сите 3 спрата во самото училиште, односно влезовите и ходниците во училиштето, веќе се избелени тие. Сега се ангажирани уметници кои што ќе работат на нивното потполнување и нивното доуредување, естетско уредување, се со цел да бидеме готови до крајот на полугодието, на одморот, пред почетокот на првото полугодие за нашите ученици веќе кои ќе дојдат тука имаат комплетно нов изглед на трешноста на училишната зграда. При крајот на минатата учебна година,
На кровот на училиштето беа поставени фотоволтаични панели на површина од 800 квадратни метри. Вредноста на инвестицијата беше околу 2 милиони денари, кои се добиени преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Тело на женско лице е пронајдено во десниот магистрален канал кај Оризари. Според неофицијални информации, се работи за постара жена од Оризари. Тело на женско лице било пронајдено на заштитната решетка од десниот магистрален канал на хидросистемот Брегалница на влезот на Оризари. Вработените во водостапанската подружница Брегалница од Кочани веднаш излегле на терен, при што за известна количина го намалиле дотокот на вода од браната Калиманци. Со тоа возможиле телото на удавената жена полесно да се извлече од каналот. Според непотврдените информации, станува збор за повозрасна жена од Оризари, а случајот го пријавил нејзиниот син. На местото на настанот, увид направија стручни екипи од полицијата и од основното јавно обвинителство од Кочани, кои треба да го потврдат идентитетот на настраданата жена. На редовната акција за крводарување во месец јули, што се реализираше во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани, собрани се 37 единици со крв. Практиката за дарување крв секој последен четврток од месецот продолжи во тековниот. На јулската крводарителска акција 37 лица даруваа крв, од кои тројца се првократни, а 11 лица се до 30 годишна возраст. Мотото на активноста гласеше "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". Акцијата 11-та која спроведуваме во текот на календарската година, ја користиме приликата да се заблагодариме на сите дарители кои денеска даруваа крв и дада свој придонос во обезбедување на доволно количество на крвни резерви. Воедно ги повикуваме и останатите крводарители секој последен четврток во месецот кај нас во просториите на Црвениот крст и секој понеделник и четврток во службата на трансфузионална медицина Кочани да даруваат крв со цел во овој летен период да се задоволуваат потребите на крв кои се јавуваат во поголема количина. Акцијата се спроведува со поддршка на екипа од Институтот за трансфузионална медицина од Штип. Според годишниот план за крводарување во 2024 година треба да се реализираат вкупно 19 акции за крводарување, од кои 12 се спроведуваат во просториите на Општинската организација на Црвен крст, 3 во Оделението за внатрешни работи Кочани, 2 младински и 2 акции со компаниите од приватниот сектор. Општина Кочани треба да му додели помош од 200.000 денари на боречкиот клуб Спартак. Предлогот ќе се разгледува на 49-та седница на Општинскиот совет. Боречкиот клуб Спартак ќе добие финансиска поддршка од буџетот на општина Кочани, со што ќе може да ги реализира планираните активности според планот за работа до крајот на тековната година. До Општинскиот совет веќе е доставен предлог да се издвојат 200.000 денари, што потоа ќе бидат префрлени на сметката на клубот. За предлогот треба да се изјаснат и членовите на советот на 49-та седница што е закажана за понеделник. Се работи за скромни финансиски средства со кои клубот ќе покрие дел од трошоците со оглед на зголемениот број активности. Новиот управен одбор на Спартак од пред неколку години се зафати со тешка и макотрапна работа да ја врати популарноста на борењето во Кочани, што ја имаше некогаш. Резултатите и успесите од тоа се евидентни, така што веќе се одржаа неколку државни првенства во различна конкуренција, а на крајот на минатиот месец по подолг период Кочани беше домакин на 48-миот меѓународен турнир во борење Македонски бисер. Настапот на 80-тината борачи од балканските држави беше дополнително признание за Кочанскиот боречки клуб. Поради тоа финансиската поддршка што треба да ја обезбеди општина Кочани е повеќе од заслужена.
Почитувани, тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.